Владините функционери за првите 11 месеци од минатата година прокнижиле 16,5 милиони денари како службени трошоци. Владата конечно ги објави податоците кои покажуваат дека во 2021-та биле потрошени повеќе пари во однос на 2020-та. Најмногу пари потрошил министерот за надворешни работи Бујар Османи, вкупно 2 милиони и 335 илјади денари. Природата на неговата функција е таква што неговите трошоци може да се каже дека се пооправдани. За авиобилети дал 976.000, а 472.000 за хотелски сместувања. Тогашниот премиер Зоран Заев е втор со 1 милион и 635.000 денари. По него следи вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битиќи со над 1,2 милиони денари. Високо на листата котираат и Никола Димитров и Насер Нуредини со 1 милион, односно 870.000 денари. Потоа Бојан Маричиќ, актуелниот вице-премиер за евроинтеграции, како тогашен министер за правда потрошил 816.000 денари. На сметка на буџетот потрошил 213.000 денари за авионски патувања. На аеродромите користил и VIP салон за 7.500 денари. Нарачал оброци за 163.000 денари, и тоа во приватни угостителски објекти, а во државните, кои се и многу поевтини за функционерите, пријавил 92.000 денари. Ручеците во странство Маришиќ ги платил 69.000 денари. Првиот вице-премиер Артан Груби се мезел во надворешни ресторани за 272.000 денари, речиси за двојно повеќе од една година претходно, а при тоа во 2021 треба да се знае дека недостасува последниот месец од евиденцијата. Вкупните трошоци му се 376.000 денари. Премиерот Димитар Ковачевски потрошил 70.000 денари како тогашен заменик министер за финансии, и тоа за трошоци за мобилен телефон и за услугите на државните мензи и бифеа.